Недостатокот, значи таа разликата е најголем број од тие што не пријавуваат. Значи има многу голем број на компании што воопшто не пријавуваат од. Па реално, значи ние не можеме да знаеме, али можеме да претпоставиме дека според некои си сознанија што ги имаме, би требало да биде околу 5000-6000 компании. Во Македонија 30% од фирмите, би рекол, тоа е наша нека проценка скромна, дека 30% од отпадот од пакување што се пушта на пазарот, за него никој не го финансира. Тоа се веројатно некаде околу 3000 компании што пуштаат по 10-15 тони отпад годишно, но никаде не плаќаат и бидејќи нема финансирање, а управувањето со отпад треба да сватиме дека сепак е скапа работа, ние како Пакомак не го собираме ни другите колективни, бидејќи не имаме обврска да собереме само за фирмите што пријавуваат кај нас и одреден процент од тоа. Значи само за тоа што се пријавува кај нас. Проблемот е што се уште нема добра евиденција што еден дел од правните субјекти не се влезени у ниеден систем за управување со отпад. Сега од кога Инспекторатот за животна средина стана независен орган, надвор од Министерството, веќе се осеќаат некои подобрувања во однос на инспектирањето што го прави на теренот, макар што сепак треба и кадровската екипираност да се зголеми и на инспекторатот, за да можеме да ги вклучиме во овој систем и оние правни субјекти кои што сега не се влезени, односно не функционираат согласно законот. И тука се доведе до неравноправна положба, на некои правни субјекти издвојуваат средства, влезени се у системот, а други не ги реализираат законските обврски.